Гледајќи и сите овие предлог реконструкции како и да е, ја земав малата слика во предвид и мојата улога како советник дека генерално сите од овие работи се однесуваат на микро ниво, на граѓани кои што ги засекаат во општината, и именно тоа е причината поради тоа што ги гласав за, затоа што мојата улога на советник е именно да ги застапувам интересите на граѓаните, и тоа е причината поради која што секој од овој проект го поддржав без двумење. Доколку ја погледнеме големата слика, ја целосно ќе се согласам со претходните дискутанти дека големата слика покажува една тенденција дека се обидуваме да го замениме со последен ребаланс или последен квартал, да го замениме сето тоа што претходните 14 квартали не успеавме да го постигнеме како реализирање на проекти, и овде нема ништо ново под сонцето. Се сеќавам на анегдотата, старите римјани имале избори на 2 години само затоа што пред избори се работи. И именно тоа ни се случува сега. Пробуваме да надоместиме нешто што не успеавме претходно да го надоместиме во отсуство на целосен капитален проект. За жал, отсуствува капитален проект и отсуствува проект кој во иднина би можел да создава нова и додадена вредност. И искрено го гледам како злоупотреба многу повеќе и на централната власт отколку локалната, затоа што нас интересот не е локален, но ако ги погледнеме централно работите, се ова е рефлексија на дискусиите кои беа во собранието изминатава недела пред ребалансот на буџетот, каде што видовме дека централната политика, државната политика која водат партиите на власт не беше наменета за државни проекти кои што ќе решаваат државни прашања од клучно витално значење, како што е на пример енергетиката, амандманите кои ги одбија, туку беше целиот буџет државен сведен на реконструирање и поправање улици во сите општини со една единствена цел: периодот да се надокнади сето она што не беше успешно изминативе 4 години и да се оди на локални избори. Ви благодарам.